Најмалку 142 лица загинаа, а над 200 се повредени во катастрофалниот земјотрес кој вчера го погоди индонезискиот туристички остров Ломбок. Од Индонезискиот центар за справување со катастрофи велат дека се очекува бројот на жртви да расте. Земјотресот со јачина од 7 степени по Рихтер бил почувствуван и на популарниот остров Бали. Сведоци велат дека луѓето во паника бегале од домовите, хотелите и рестораните. Илјадници луѓе биле пренесени во болница, а стотици домови се оштетени, изјавил шефот на Индонезискиот Црвен крст Афирим Мухамед Хади. Траеше многу долго. Се тресеше. Беше страшно. Децата врискаа, јас не знаев што да правам. Минатата ноќ околу 200 луѓе избегаа од овој град и се качија на ридот поради страв од цунами. Меѓу повредените се и 4 волонтери на Црвениот крст. Работници од Црвениот крст им помагаат на луѓето да се префрлат во повисоките предели и ги советуваат жителите на крајбрежјето да се евакуираат поради опасност од цунами. Фотографии на социјалните мрежи покажуваат оштетувања на аеродромот на соседниот остров Бали, кој е еден од најатрактивните светски туристички дестинации. Неофицијално, медиумите објавуваат дека и на Бали има стотици повредени. Се уште не се знае дали меѓу повредените има туристи. Земјотресот се случил вчера вечер веднаш по заоѓање на сонцето. По силниот потрес биле почувствувани повеќе автершокови со магнитуди од 4 и 5 степени. Епицентарот на потресот бил на длабочина од 15 километри во близина на северниот брег на Ломбок, каде пред една недела беше регистриран земјотрес од 6,4 степени по Рихтер, во кој загинаа 16 луѓе, а над 350 беа повредени. Индонезискиот архипелаг, каде се лоцирани островите Бали и Ломбок, се наоѓа во геолошки најактивната зона на земјината површина, позната како Пацифички огнен прстен, каде постојано доаѓа до потреси и избувнување на вулкани.